Темата и оваа година го носи насловот Здравјето и убавината во функција на современата жена. Денес ќе се сретнеме со секојдневни теми, а се во служба на женското здравје, убавина, кариера, семејство и сите други прашања со кои е засегната денешната жена. И навистина ми е драго што досегашното искуство и соработката со агенцијата Мариви, која неугледно се залага за промовирање и апелирање на жената кај нас, допира до публиката. Агенцијата Мариви во соработка со компаниите учесници на овој тематски ден Здравјето и убавината во функција на современата жена ќе додели 155 награди на наградното извлекување во кое учествуваат сите плесници. Со ова едукативниот изложбениот ден ќе биде дополнително збогатен. Голема благодарност на самиот почеток до
Medicus, Biocult, Европалет Фарма, Бимек, Орбико, Косметика Буржуа, Силуета, Снежана Белянова Карвинг во Сапу, Евролик во осигурување, Туристичка агенција Voyager, Sunpub, Albatros, Preciosa, Vizija, Audiplane и Септор Интернационал. Правејќи ја манифестацијата избор на најуспешни жени менаџери, јас лично, а и со годините средбите со деловните жени, покажа дека жената некако воопшто, не само менаџерите, туку и жената што е вработена, некако премногу е напрегната, премногу време троши на обврските, како да заборава малку пред се на своето здравје, а секако и на својата нега и убавина. И сметав дека еден ваков тематски ден е потребен, во кој што ќе зборуваме всушност за современиот животен стил, дека мораме да водиме сметка со редовни контроли, превенција, пред се за здравјето, а потоа секако и за негата и убавината. Така се создаде првиот, па еве себе и вториот тематски ден и се надевам дека ќе се развива и во иднина и ќе имаме уште повеќе интересни теми од различни предавачи, од различни области и ќе може да се дружиме и во годините што доаѓа. Сакам во оваа прилика да ги поздравам сите предавачи, посебно само ќе ја поздравам доктор Мараш која ми доаѓа од Шведска, бидејќи е таа посебно за оваа прилика од една поразвиена нордиска земја и европските искуства. И секако поздрав и до сите други предавачи. Се надевам дека ќе имаме што да научиме денес, дека убаво ќе се дружиме и ќе се забавуваме. Ви благодарам. Значи, ние сами со нашите подпрашања треба да извлечеме од пациент што повеќе информации, потоа треба да секако да добиеме информации за евентуално наследни заболувања во семејството, дали постојат такви во прво колено на пациентката, потоа многу битно дали пациентката злоупотребува алкохол или психотропни субстанции или дали е зависник од пушење. Податоци, што рековме, многу осетлива тема за семејно наследство и податоци у средината на во која работите. Сакам да прашам, колку се податливи тие скрининзи за откривањето на аутизмот како проблем кој денеска е многу акутен токму кај новороденчињата и понатаму во животот на децата во Република Македонија? За жал, аутизам е нешто што се уште, значи, нема можност пренатално да се предвиди. Во Стокхолм специализирав гинекологија и акушерство на Универзитетската болница Каролинска, кој е една од најпрестижните во светот со 15.800 вработени, 1.600 болнички кревети. 2000 од нашите соработници се активно вклучени во научно-истражувачка работа и според статистиката на Каролинска за 2014 година имаме 2540 публицирани научни трудови. Моето прашање е дали е возможно да настане инфекција, да напоменам во послово-економски развиените земји, од недобро стерилизирани инструменти, со оглед на фактот, пошто сите знаеме дека стерилизацијата е една од најскапите работи во светот, а ХПВ вирусот е резистентен на температура, на одредена температура. Што ако инструментите, еве еден обичен спекулум, не е добро стерилизиран и претходна пациентка веќе имала ХПВ? Прашањето ви е одлично. Јас не познавам студии, може би има некои од колегите тука кои што познават студии кои што тоа го има докажано. Вирусот ХПВ живее во клетката. Значи, за да може да обстане, мора да постои кој интегрира својата ДНА во клетката. Така да, одговор на вашето прашање не, може да се добијат други инфекции. Сакам да и се заблагодарам на мојата драга колешка за поканата да присуствувам на вас, на овој ваш собир, да ви честитам за годината посетивност и да се представам, јас сум доцент доктор Горан Димитров, актуелен председател на Сдружение за ХПВ на Македонија и на Македонското лекарско друштво. Честнија што сте овде. И исто така, сакам да честитам на колешката Лине за успехот, за докторатот, за напредувањето, за кариерата на не на престижната институција, него
практички најпрестижната институција во светот која што постои за медицина. И сакам да кажам дека борбата кај нас со ракот на грлото на матката е многу тешка. Исто така и ординација докторанчевски прославува свој голем јубилеј оваа година, а тоа е 10 години од постоењето, од основањето, 10 години кои ги посветивме на здравјето и убавината на кожата, а за нас, како тим, како професионалци, 10 години баравме начини како во Македонија сите светски трендови, сите техники, технологии, машини, лазери, третмани, да ги направиме достапни веднаш штом ќе бидат излезени на светскиот пазар. Ја само жалим да искористим своје присуство овде, с обзиром да нисам така често у Скопју, без обзира што имамо та три центра у Beogradu, Nišu i Skoplju, organizaciji Marilyn 20 godina. Jasno nam je koliko je tog vremena bilo potrebno da se organizuje jedna ovakva manifestacija i koliko je njena snaga da stvori jednu ovakvu organizaciju sa toliko članova i toliko uspešnih ljudi oko sebe, da je zaista vredno jednog vrlo značajnog priznanja. I na kraju neću da čestitam, nego ću zahvaliti svom timu Dr. Weiss, koji je 2015. godine proslavio 25 godina postojanja. Пред се тоа е една комбинација на уметност и наука. Господинот доктор Михаил Пистор во Париз го представил како еден од методите во решавање на одредени медицински индикации во однос на проблемите конкретно со кожата и со косата, и од тогаш стана еден од побитните и етаблираните методи во Европа. Што представуваат мерк специјал дражеите и зашто се користат? Мерк специјал дражеите се додаткоци во исхраната составени од уникатна комбинација на 14 различни витамини, микронутриенти и соја протеини. Оваа специјално избалансирана комбинација го обезбедува телото со неопходни субстанции за раст на здрава кожа, коси и ногти и при тоа дава општо чувство на благосостојание. Урјаш е француска професионална козметика на база на термална вода, која е наменета за третман на најголемиот дел на медицински дерматолошки проблеми на кожата, както и за секојдневна нега. Основната цел на дерматолошката лабораторија на Урјаш е развивање на целокупна линија на дерматолошки производи која е наменета за најспецифичните потреби на сите типови на кожа, дури и на најосетливата кожа, а кои се базира на единствената активна состојка која што е застапена во сите производи на Урјаш, а тоа е Урјаш термалната вода. Мал дел од нашето портфолио, односно за 3 производи кои што таргетират една проблематика која што е интересна за секој од нас, мажи, жени, различна возраст, како што е холестерол и триглицериди. Доста популарна тема, сите сме слушнали за холестерол, за триглицериди. Сакам денеска да кажем некои работи кои што може би по прв пат ќе ги слушнете, нешто што би било интересно, што ќе ви се најде во иднина, како некој совет, препорака од различен аспект. Приватно здравствено осигурување, колективно приватно здравствено осигурување и производ кој што ние локално го развивме. Како производ достапен е веќе 2 години во соработка со GBG, го нудиме нивниот производ. GBG е позната и реномирана америчка компанија, осигурителна компанија, која што е тесно специализирана за нудење на приватно здравствено осигурување. Те прашам, зашто е толку мала ограниченоста на годишната возраст, мислам да осигурите за осигурење? 64 години сепак е Да, го разбрав прашање. 64 години сепак се малку возраст на осигурувањето и проблемите со здравјето, Кооперативите сака да се осигура, секако дека на 20 години не би ги имал сите овие привилегии и не би му биле потребни сите овие привилегии, колку на човек не е на моја возраст. Точно. Го разбирам прашањето, но насловот и на производот што денес го се работи за колективно приватно здравствено осигурување. Во Евролик е доста
друго осигурување, кое што на индивидуална основа, ви кажам кој што е во соработка со Global Benefit Group и може да поведете да направиме понуда согласно вашите потреби и здравствена состојба. Значи годините не се сега веќе во важност ова гранична. Во овој производ се има ограничување од 7 до 64. Во друг производ што имаме за индивидуална основа, границата е повисока и оди до 70 години. Ви благодарам. Плазмолифтинг е уникатна, безоперативна метода за подмладување на лице, која што се базира на користење на сопствената плазма на пациентот. Оваа метода на самоподмладување е основана на регенеративниот ефект на плазма збогатена со тромбоцити, која што се внесува во проблематичните зони со помош на инјекции и ги активира клетките на сврстното ткиво. Како резултат на тоа се активира биолошкиот механизм на природно подмладување на кожата и може да постигнеме многу добри ефекти без оперативни захвати. Ме интересира оно вечно прашање, нели, која е поголема трка за вечна младост, тебе конкретно кај вас доаѓаат или клиенти, дали тоа се мажите или жените? Искрено кажано, во последните години интересот кај мажите расте нагло и рапидно. Меѓутоа, сепак, жената е таа која што ја завзема најголемиот дел од популацијата и популацијата која што е заинтересирана за подмладување. Во суштина, како што спомнавме, старењето започнува во 30-та година, сега тука треба да имаме и тон веќе. Така да. The beauty and entertainment industry is famous for showing extreme looks and altered images. That's why Galderma decided to put Restylane to the test, to prove natural-looking results in real life. Here's how it was done. Representatives from the beauty and well-being industry. Втора личност во која што во овој момент сакам да споделиме нашата Лидија, која што е организатор на целиот овој настан, кој што во моменти во 2-3 години наназад искрено се сеќам на тие зборови кои што вдахна повторно позитивна волја во мојот живот. Беше во моменти кога насред направена иновација на светски пазар во фамилиарниот бизнис кој што го водевме со нашата фамилија, наеднаш се случува, го губам човекот кој што ми бил многу голема подпора во мојот живот, мојот татко. И тоа се случува вака. И од тие моменти, таа внатрешна смиреност, изборови на како по-филозофски треба да му пристапиме на проблемот и на животот. Она кое што го сподели Лидија со мене, искрено, многу ти благодарам. Мојата животна мисија или мојата животна цел или повикот е да го пренесувам древното знаење на нови начини. Па така што, древното знаење за духовноста го пренесувам на начин на изразен преку лидерство или изразен преку soft skills од бизнес термини. Но што е тоа духовност? Се вратиме малце назад. Често пати духовноста е несватена категорија. Во смисла, духовноста ја поврзуваат со религија, со догма, ја поврзуваат со, не знам, секта, ја поврзуваат со разни вештичари, исто така, да? Но ја поврзуваат со разни нешта кои што не се духовност. Една проста дефиниција за духовноста би била животот траено патување кон себе си, кон значење на собствениот живот и кон поврзаност на личноста со нешто поголемо и повозвишено од самите себе си. Значи, веднаш можете да си ги подигнете овде, доколку не се присутни добивниците, ќе може да си ги подигнат на локум 15 година во агенцијата. Вари ли списокот или списокот или овие намбар или комната?
noći na baza noćevanja sa poetom. Nagradata treba da se iskoristi po period od mesec septembri do mesec ноември 2016. Со претходна најава во агенцијата Vojager и потврда од страна на партнерот во Дубај за слободен термин и имена ходот. Наградата е брза да се искористување на дополнителни ноќи или авионска карта од агенцијата за Дубај. Имаме изготвено вредностен ваучер, наградниот ваучер Десанта Козовска, морам да го прочитам името. Значи, 9